Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Во денешното издание се навраќаме на летната школа за одржлив и културен туризам, која од 7 до 13 септември 2025 се одржа на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Факултетот беше организатор и домаќин на школата, која се реализира во рамки на проектните активности на Алијансата Colors во контекст на работниот пакет 3 Отворено образование. Организаторите има за цел да им понудат на учесниците единствена можност да ја истражат сложената врска помеѓу одржливиот туризам и зачувувањето на културното наследство, да стекнат дополнителни знаења за оваа област и да придонесат за одржливиот развој во културните дестинации. Како учесници на летната школа се јавија 20 на студенти, повеќето магистранти и докторанти од универзитетите членки на Европската универзитетска алијанса. Тука беа студенти од Универзитетот Ферара од Италија, од Универзитетот Падерборн во Германија, Универзитетот Ла Манча Шпанија, Универзитетот Јосип Јуреј Штросмер од Осијек Хрватска, секако студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но и од други реномирани европски институции, меѓу кои Универзитетот Хумболт од Берлин и Универзитетскиот колеџ од Лондон, кои не се членки на Colors. Со нив работеа професори, експерти за одржлив туризам и управување со културното наследство. Од вкупно 8 предавачи и ментори ангажирани во програмата, половина беа од странски универзитети, 2 од Универзитетот Јосип Јуреј Штросмер од Осијек, 1 од Универзитетот во Ферара, а со своји тематски предавања се вклучија и 4 професори од Факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Посебно значење на летната школа и даде присуството на гостинските професори од Универзитетот Бургенланд од Австрија, кои со своето учество придонесоа за збогатување на академската понуда и квалитетот на програмата на школата. Одбраниот експертски тим во своите предавања донесе нови перспективи и примери од меѓународната практика. Нивната експертиза овозможи учесниците да ја согледаат улогата на туризмот и одржливиот развој во поширок европски и глобален контекст. Преку интерактивните работилници и групни дискусии, учесниците разменуваа идеи и понудија иновативни пристапи кон туристичките предизвици. Поделени во тематски групи, има можност да развијат проекти за зачувување на културното наследство, одржливо патување и туристички иновации. Освен предавањата, за учесниците се организира и посети на најзначајните културни и историски знаменитости на Охрид, вклучувајќи локални музеи, средновековни цркви и манастири. Во рамки на програмата се реализира екскурзија до Музеот на вода, заливот на Коските. Можност да се направи уникатен увид во праисториското наследство и неговата улога во современиот туризам. Неизбежна беше и посетата на Националниот парк Галичица со цел да се истакне значењето на природните ресурси за развој на одржливиот туризам. Како редакција на Универзитетското радио UKLO FM Битола ги посетивме учесниците на летната школа за одржлив и културен туризам во Охрид. Снимивме разговори со дел од нив, ги слушнавме нивните впечатоци, кои ќе ги споделиме со вас по музичката пауза. Останете на 90,8. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Voј ми
од слика. Се во нас, се во нас. Сакам да те викам, мојот сон, мојот сон. Сакам да те чувам цела ноќ, цела ноќ. Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во овој миг, во овој миг. Пушти прикази, ке помине се за многи или две. Срце отвори, дојди ми ти, о, дојди ми ти. Никој како јас, никој како јас. Знаеш ли, знаеш ли? Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во овој миг, во овој миг. Пушти прикази, ке помине се за многи или две. Никој не те сака тебе, никој не те сака тебе, како јас те сакам тебе. Никој не те сака тебе, никој не те сака тебе, како јас те сакам. Како што кажавме, на летната школа за одржлив и културен туризам, што се одржуваше на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, во рамки на проектните активности на Алијансата Колорс, во контекст на работниот пакет 3, отворено образование, учествува 20 на студенти, магистранти и докторанти од универзитетите членки на Европската универзитетска Алијанса Колорс. Имаше тука студенти од Универзитетот Ферара, Италија, Универзитетот Падербон во Германија, Универзитетот Ла Манча, Шпанија, Универзитетот Јосип Јурај Штросмер од Осијек, Хрватска, студенти од УКЛО, како и од европски институции кои не се членки на Колорс. Во разговорите што ги водевме со нив, сите го истакна задоволството од споделеното знаење, искуствата кои ги добиле и секако од дружењето со колегите. Слушнете ги нивните размислувања во продолжение. Разговараме и со учесниците на летната школа, студенти, па еве на почеток ќе ми се представите. Well, my name is Iputugdeka Praptika, but yeah, it's quite long, but you can call me Tude, T-U-D-E, that's my name. Yeah. Јас доаѓам од Индонезија, меѓутоа моментално сум студент на универзитетот, односно коледжот во Лондон, Англија. Како дознавте за летната школа и зошто се пријавивте да учествувате на неа? Yeah, it's a really interesting summer school. I got the informations from the... Информациите за оваа летна школа всушност ги добив од вебсајтот на проектот Colors, европскиот вебсајт, и видов дека оваа летна школа од почеток ми се виде интересна темата на која што се одржува, а потоа видов дека се одржува во Македонија, никогаш не имав слушнато за ова место, па почнав да истражувам и видов многу убави и интересни работи за мене. Па така дојдов до идеја да дојдам до едно ново место, интересно, и се најдов тука и навистина видов многу атракции кои што сум среќна што ги искусив. Што студирате и колку тоа што го студирате кореспондира со она што тука се одржуваше и се презентираше на летната школа? So I'm doing master
of Science in Business and Sustainability under the environment. Јас сум студент на втор циклус студии и моите магистарски студии се всушност фокусирани на бизнис и одржливост, на одржлив развој, на одржлива енергија и така натаму. Тоа е одделот на мојот универзитет. Така да ова школа се фокусира на одржлив туризам и тоа е многу поврзано со тоа што јас го студирам. Исто така овде добив многу нови сознанија и многу нови искуства и разменивме искуства со моите колеги од различни земји, од Полска, од Шпанија, од Русија, од Германија, од Белгија, но исто така и професорите тука, предавачите кои што ја одржува школата, имаат многу широки познавања и се доста поддржувачки настроени кон студентите, така да ова навистина е едно големо искуство за мене. Би го препорачале ли УКЛО, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Факултетот за туризам и гостителство и градот Охрид, Македонија, како место кое што би била добра дестинација за посета од ваши колеги на вашиот универзитет или од вашата земја, од Индонезија? Yeah, I mean, it's really interesting. Like, if this program can be still running, can be still... Се надевам дека овие вакви настани и оваа соработка ќе продолжат. Особено ќе продолжи инволвирањето на младите луѓе, а исто така и соработката со младите луѓе тука, со студенти и со млади луѓе надвор од границата, како што сум јас или како што се моите колеги. Затоа што вакви искуства треба да се споделуваат, поради тоа што останува иднината на ова место, всушност останува во рацете на младите луѓе тука. И младите луѓе тука треба да бидат свесни за тоа што се случува и тоа што може да се подобри за ова место. Ако ме прашувате дали би го препорачал ова место на други мои познаници, секако ова е еднаш во животот место да се посети, поради тоа што овде видов дека се комбинираат нешта како што се историјата, културата, социјалниот живот и навистина е многу добро искуство. Се радувам затоа што овде факултетот има студенти не само од локалната заедница, туку има студенти од секаде низ Македонија, па со тоа се надевам дека идејата за одржлив развој на туризмот, за наследството, за културното наследство ќе биде уште посилна и ќе се работи и дополнително на таа тема. Го поддржувам тоа што УНЕСКО ова подрачје го има ставено под своја заштита, поради тоа што навистина ова подрачје тоа го заслужува. И треба и за тоа што овде се случува, за тоа што овде има да се види, да бидат информирани и останатите, не само локалната заедница. Ви благодарам. Thank you very much for your... Благодарам. Да ни се представи и гостинот од Шпанија. I'm José Pedro, I'm from Spain. Јас сум студент од Кастилја-Ла Манша во Шпанија. Вашите искуства, твоите искуства од престојот во Македонија на оваа летна школа? This summer school Ова летна школа е многу корисна за мене, е чудодневидувачка и навистина силно ја препорачувам на секој студент. Добро, што студирате? I have studied a degree in Humanities and Social Studies. I have also done a master in... Моите студии се насочени на хуманистички и општествени науки и мојот втор мастер би сакало да биде за предавање како предавач, наставник, професор, исто за хуманистички студии. Како сознанијата што ги доби овде на оваа летна школа ќе ти помогнат во што сакаш да видиш понатаму како наставник? I'm sure it will help
In Spain, as you know, tourists. Како што знаете, во Шпанија е многу важна гранка туризмот, туристите ни се многу важни и многу се посветува внимание. Моите магистерски студии кои што вклучуваат туризмологија, многу ќе ми биде од корист ова што тука го научи. И Охрид е туристички град, се внимава или треба да се внимава повеќе на туризмот. Како турист го гледаш Охрид? Ohrid is just a big touristic destiny. You have a very beautiful city, and I'm sure that next year. Охрид е голема туристичка атракција и има многу што да се види. Меѓутоа и во иднина мислам дека се повеќе и повеќе туристи ќе доаѓаат во Охрид, меѓутоа треба да внимавате тој наплив на туристи да не влијае на секојдневниот живот и да не го ремети секојдневниот живот на локалното население тука. Би дошле повторно во Охрид? For sure. I didn't expect to. Секако дефинитивно не очекував дека толку убаво ќе се поминам тука и дека толку пријатни искуства ќе понесам од тука. Дефинитивно Охрид ќе го препорачам на секој, на моите пријатели, на роднини и се надевам дека ќе доаѓам во Охрид многу пати во иднина. Благодарам. Thank you very much. Thank you. Одиме со музика, а потоа и останатите разговори што ги снимавме со студентите, учесници на летната школа за одржлив и културен туризам што се одржа во Охрид. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубав, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. Дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. Дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај ми, дај,
И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола ве подсетувам ја следите емисијата Студентски парламент. Во продолжение останатите разговори што ги снимавме со дел од учесниците на летната школа за одржлив и културен туризам, што се реализираше на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид во рамки на проектните активности на Алијансата Colors. Hi, my name is Alicia and I come from Poland, but currently I'm studying in Berlin at Humboldt University. Hi, my name is Sarah and I'm from Berlin and I'm studying also INRM at the HU. Да, овде се две студентки со нас кои што студираат во Берлин, иако првата наша соговорничка доаѓа од Полска. Како вие дознавте за летната школа тука во Охрид, организирана преку Colors Алијансата, и што ве наведе да се пријавите да учествувате? Well, I want to write my master thesis on the topic of sustainable tourism. Сакам да мојата магистерска теза да биде фокусирана на одржлив туризам. Па така пребарував за летни школи кои што се организираат на оваа тема. Го најдов линкот за летната школа во Охрид и тоа беше мојата идеја за да аплицирам и да учествувам. So far I have not done much about tourism and about cultural tourism. До сега немав некои предзнаења за културниот туризам, меѓутоа сакав да дознам повеќе, па затоа и се пријавив на оваа летна школа. Добро, си исполнија ли вашите очекувања? Она што очекувавте дека ќе го добиете како нови сознанија, ги дознавте ли тука од вашите предавачи? I think so, yeah. I got some inspiration from different professors. Да, можем да кажам дека моите очекувања се исполнети, особено поради тоа што добив многу нови сознанија од презентерите, професорите тука, меѓутоа исто така и од практичниот дел, од турата која што имавме за знаменитостите на Охрид, и од тоа што имав можност подлабоко да се информирам за не само за тоа како туризмот може да придонесе на развојот на еден регион, туку и како туризмот може да влијае да се создадат проблеми кои што поинаку не би ги имале. Но исто така добив и информации околу справувањето со тие проблеми и тие предизвици, па да, можем да кажам дека моите очекувања се исполнети. А вашите? What about you? Yes, I feel very grateful to be here. I've never heard of Ohrid before and I've never Да, ова беше особено добро искуство за мене, поради тоа што јас никогаш порано не сум слушнала за Охрид. Меѓутоа, ова е доста интересно, регионот е многу интересен, особено сум благодарна на можноста да се сретнеме со локалните предприемачи, односно стейкхолдери во областа на туризмот. И исто така сум благодарна на искуствата кои што професорите ги споделија со нас, а исто така и моите колеги студенти. Добро, овие настани, мислам, организирањето на ваквите летни школи е не само да се дознае, да се научи нешто повеќе, туку и да се зголемат познанствата, воспоставување на контакти со останати млади луѓе, но и повозрасни. Со кого се запознавте, разменивте мејлови, адреси, останувате во контакти понатаму? Yeah, we will see about this. Definitely the Да, секако ова е многу бесценето искуство, поради тоа што имав можност да научам и да добијам различни перспективи за ист проблем, за ист предизвик, што ќе биде многу корисно при подготовката на мојата мастерска дисертација, и се надевам дека и при подготовката, ако се соочам со некои проблеми, ќе имам можност да се обратам до професорите кои што беа тука предавачи, но исто така се многу корисни и заклучоците и согледувањата кои што ги добив за време на оваа летна школа, и ќе ми помогнат дефинитивно во подготовката на мојот труд.
I can totally agree with what was said before, and I feel like everyone was very open to connect and find. Многу сум благодарна на можноста и пред се да кажам дека се согласувам со мојата колешка за отвореноста за контакти и понатаму со сите инволвирани тука студенти и професори, и во иднина сигурна сум дека кога би наишла на проблем на кој што треба да работам, а поврзан со школата, со темата на школата и темите други кои што ги обработувавме овие денови, ќе можам слободно да се обратам на моите колеги и на професорите, на секој кој што го запознав. Така што навистина сум многу благодарна за оваа можност. Има и презентација тука. Okay, I was in a group that was working on the topic of industrial symbiosis. Темата во која што јас учествував, затоа што беше заедничка проект презентација, се фокусираше на индустријската симбиоза, односно поголемиот дел се фокусираше на тоа како отпадот треба да се менаџира, односно како отпадот може од нешто што е во негативен контекст за некој да стане богатство за некој друг. Мојот дел од презентацијата првенствено се однесуваше на тоа како да се едуцираат младите луѓе по однос на ова прашање и како младите луѓе да ги доведеме во Охрид и малце повеќе да се инволвираат и да се едуцираат за оваа тема. My presentation was about sustainable travel and heritage awareness. Нашата презентација беше фокусирана повеќе на одржливоста, односно повеќе на одржливото патување, туристичко патување и на природното и културното наследство. Исто така на се она што може да се понуди како туристичка понуда не само во Охрид, туку во околината. Не само она што се главните атракции во Охрид, туку, например, тоа што може да се искуси во Националниот парк Галичица. Потоа, тоа што може некој турист да искуси како се прави локална храна, како може одржливо да се одгледуваат разни состојки за правење на таа храна. Значи, ние бевме во посета и на органски фарми за органска храна. Исто така, во нашата презентација покажавме можност како да се понуди туристичката понуда, да се зголеми туристичката понуда преку медитација и јога. После сите тие искуства, како да се заврши денот со прошетка низ Охрид, меѓутоа повторно со фокус на одржливоста. Сега со фокус на тоа колку може помалку да се употребува пластика. Па така имавме идеја да се промовираат фонтаните од кои што може да се водата да се пие, а за сметка на тоа да се намали купувањето на вода во пластични шишиња. Охрид нуди многу ресурси и многу можности кои што треба да се искористат. Нема да задржувам повеќе, се надевам дека ќе заминете со прекрасни впечатоци од Охрид и од Македонија. I won't keep you any much longer, and I hope that you will leave Ohrid with great impressions and you will come. Thank you. Hvala. Have a good day. На летната школа, освен студенти, гости од надвор, што се вели надвор од границите на Македонија, секако и наши представници, како студенти, но и останати, значи од Македонија, разговараме со Ива Николовска, учесник на оваа летна школа. Ива, добре дојде, да речем, во програмата на Универзитетското радио УФМ Битола. И еве да ни ги кажеш твоите впечатоци за ова летна колорс школа, би ја рекле. Најпрвин да се заблагодарам на можноста да се обратам и да ги охрабрам сите вработени во радиото. Сметам дека многу добра работа е да се шири приказнат и што повеќе луѓе да слушнат за активностите како што е летната школа, организирана во нашиот факултетот на кој што јас студирам, факултетот за туризам и угостителство, како главен носител на пакетот број 3. За мене беше вистинска привилегија како докторант да учествувам на оваа летна школа.
имав можност да научам многу повеќе и да ми се продлабочат повеќе аспекти и други начини на гледање на темите кои што беа опфатени. Со особено задоволство ги следев предавачите кои што беа од надвор, меѓутоа и домашните кои што ми се многу добро познати, а искуствата кои што ги стекнав преку комуникациите со студентите, колеги се незаборавни. Оно што сакам да го истакнам е дека би сакала да ги мотивирам студентите на УКЛОС што повеќе да бидат активни во не само во летните школи, него во сите активности на Колорс Алијансата, затоа што тоа се највредните работи кои што можат да ги добијат. Преку патување се учи дупло повеќе и тоа е единствениот начин да ги пробиете бариерите, без разлика дали ви се јазични бариери, дали се социолошки бариери или како и да ги наречеме. Едноставно и да сте срамежливи, едноставно втурнете се во она што го нуди универзитетот и јас сум сигурна дека на крајот ќе имате феноменален ефект и лично задоволство и професионален развој пред се. И во оваа прилика уште еднаш сакам да истакнам благодарноста на професорката Рената, координаторката на УКЛО за Колорс Алијансата, која што безпрекорно ги и несебично ги дисеминира информациите до студентите, ги мотивира и едноставно ги прави возможни овие наши доживувања. Секако и на професорите носители на овој проект, професорот Александар Трајков и професорката Иванка Несторовска и на нашиот проректор, професорот Цветко Андреевски. Ако добро се сеќавам, Ива се имаше јавено на првиот повик на Алијансата Колорс за студенти, за да се приклучат и активно да се вклучат нели во работата на Алијансата. Ти беше меѓу првите што се вклучи. Твоето искуство за овие 2 години, оно што го кажуваше, навистина големо и позитивно. Да. За мене беше исклучително интересна можноста да се вклучам во Колорс Алијансата и кога прв пат прочитав, си реков да, ова е тоа што мене ми треба. Се вклучив и тоа со голема поддршка на луѓето кои што како први беа носители, се уште се носители на целото тоа вмрежување и сите овие можности кои се отвараат преку Колорс Алијансата за УКЛО студентите, кои што ме мотивираа дека иако на моја возраст тешко се наоѓа време за сите тие активности, дека се е возможно и дека со вистинска посветеност, поддршка и од другите соработници, дека може да се постигне повеќе и точно преку Колорс Алијансата јас го изреализирав првата моја мобилност како задолжителна активност во Падерборн универзитетот, каде што исто така се стекнав со нови пријателства, можности за соработка, едно непроценливо искуство и пред се пријателство со моите колеги од педагошки факултет би ги спомнала, но и други студенти партиципиенти од Колорс Алијансата. Така да, кога јас би можело да одвојам време како фамилиарен човек, жена пред се со сите тие обврски кои што ги носи семејството, докторските студии, работните обврски како вработена во општина Охрид во оделение за културен туризам, значи мене ми е сосем и темата на ова летна школа и темата на докторските студии соодветна, да се снајдам, да се носам со сите тие обврски. Еден млад студент на прв циклусите како би можел квалитетно да го искористи своето време. Би апелирала, доколку студентите би можеле да го намалат времето кое што го поминуваат на социјалните мрежи и да го посветат на било која Колорс активност, верувајте, за кратко време ќе ги осетите придобивките на она што е право универзитетско доживување и знаење. Во секој случај, најдобра реклама е она кога ќе ја даде човек што го искусил нештото. Ти во тоа си го направила. Одличен повик до и апел пред почетокот на новата академска година сите УКЛО Колорс студенти да ги искористат сите можности што Колорс Алијансата им ги нуди, секако преку Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а во однос на летната школа и самата кажа дека и тоа како добро ќе ти дојде она што тука го слушна во она што значи твоја професионална обврска или работа во општина Охрид. Секако и уште би додала дека летните школи не завршуваат со последниот ден, напротив, летните школи се почеток на нови соработки со сите оние кои што сме ги запознале на нашиот пат, со професорите, можност за менторска соработка и понатака, за објавување на научни трудови или можеби идеја за некоја нова летна школа, затоа што верувајте, на летните школи се среќаваат луѓе многу слични на вас, луѓе кои што го сакаат ентузијазмот, работата, научно-истражувачката работа, добивање
откривањето на нови перспективи, јагли на гледање на работите, отвореност кон заедницата, пробивање на некои културни разлики. Има илјадници причини зашто да се биде тука и зашто да се продолжи да се развива она што уште еднаш ќе кажам е Colors повеќе од шаренолика алијанса. Со ова ќе го завршам разговорот затоа што многу е убаво кажано. Ти благодарам за разговорот и се надевам за брзо ќе бидат и завршени докторските студии. Ви благодарам и вас. Јас се надевам дека пошто затоа што мојот студентски живот се уште трае, да, јас дека ќе се видиме и на некоја друга летна школа или конференција. Сега ни следува конференцијата на УКЛО во ноември, така да ќе бидеме првин студентската, потоа и научната, нели? Секако ќе бидеме присутни и таму. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам јас вас. Немој да ме гледаш, немој очи да ми бараш, за тебе ме нема. Јас и ти сме болка стара, по-добро да не знам каде и со кој си сега и од овде бегам. Кога веќе не ти требам, казна е и со тебе, но и без тебе. И овој живот мој не е бајка бела, штом те има, па те немам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Не сакам да слушнам, ниту збор да знам за тебе, ќе смирам душа. Ако бидам сам со себе, нема пат за назад, нема веќе да сме цели, што и да ми кажат. Кога некој трет не дели, казнај и со тебе, но и без тебе. И овој живот мој не е бајка бела, штом те има, па те немам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Учесниците на летната школа за одржлив и културен туризам имаа можност да ги вкусат и традиционалните македонски специјалитети, подготвени од студентите на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид под менторство на професорот Климент Наумов. Разговаравме со него. Во текот на реализирањето на летната школа тука на Факултетот за угостителство и туризам во Охрид, сите присутни, студенти, гости од различни универзитети присутни на ова летна школа организирана во рамките на активностите на Европската универзитетска алијанса Colors, сето она што значеше подготовка на храна за нив се вршеше тука во просториите на Факултетот за туризам и гостителство. Почитувани,
Многу пати кога зборуваме за факултетот за угостителство и туризам, кажуваме дека студентите тука се оние кои што ги подготвуваат оброците за сето тоа да биде како што треба. Со студентите работи и нивниот професорот Климент Наумов, па еве и денеска тој е наш соговорник. Добар ден, ќе ви кажам на почеток. Добар ден и добро дојдовте на факултетот за туризам и угостителство и добро дојдовте на летната школа за туризам и одржлив развој. Представува наша чест и задоволство секогаш кога има потреба да излеземе во пресред на потребите на универзитетот, а поготово на Колорс алијансата, од која што навистина гордо можеме да кажеме дека сме дел. И се надевам дека учесниците ќе бидат денеска како последен ден задоволни и ќе заминат со навистина добри спомени од Охрид и од нашиот факултет. Градот во секој случај нуди можности за да понесат од тука одлични спомени, но добро е кога она што ќе го видат ќе се надополни со добра кујна и можеби да пробаат нешто што кај нив не го пробале. Нели имавме гости, студенти од Италија, од Германија, значи што им понудивте во текот на целото одржување на оваа летна школа? Не само што имавме гости од земјите на Европска Унија, туку имавме гости и од далечната Индонезија, од Иран, исто така Шпанија, Италија, Полска и така натаму, а исто така и добар дел студентите беа и од Република Македонија. Секој ден нудевме различен асортиман на храна со цел да ја промовираме нашата македонска кујна, гастрономија, на која што особено сме горди. И верувајте, секој ден навистина воодушевувањето беше неизоставено, сите со восфит дискутира после пробаните специјалитети кои што заедно со нашите студенти, односно мојот демонстратор Христијан Трајковски, заедно ги подготвивме. За жал, во овој период на годината се помалку можеме да сметаме на студентите, кои што голем дел се дел од екипи во Хрватска, Црнагора, Приморието, Словенија и така натаму. Па јуни, јули, август и септември се навистина критични месеци, но ето успеваме на крајот да одговориме на задачите. Добро, не се сомневам дека и двајца сте успеале да ги нагостите сите онака како што треба, како добри домаќини. Двајца, тројца, некогаш еден во кујна, на крајот навистина излегуваме, одговараме на задачите. А исто така јас и бев и ангажиран во делот на предавањата како професионален туристички водич. Впрочем и моите докторски студии беа во делот на интерпретацијата на наследството, поврзани со туристичките водичи и успеав да им доловам и дел од она што Охрид го има како култура, како културно наследство, но исто така и делот на одржливиот туризам и промоцијата на културното наследство низ призма на добар сторителинг, односно добра интерпретација на истото, но исто така и гастрономската презентација. Во секој случај, за да можеме да развиваме туризам, голема улога игра и кујната. Несомнено, тоа е една физиолошка потреба која што мора секојдневно да се задоволува и доколку имате задоволен посетител, задоволен турист, чиј стомак навистина добро ќе се наполни и ќе бидат задоволени сите негови сетила, неизоставен е успехот, не само што ќе паметат нашата земја, Охрид, Македонија како една дестинација која што изобилува со културно и природно наследство, тука и овој дел, гастрономскиот дел е многу битен, бидејќи низ непцето навистина може да се стигне до оние највозвишени сетила
и да се замине со еден добар сувенир, односно добри сеќавања од местото. Секој кога оди некаде сака да проба од локалната кујна, во случајот тука понудивте македонска кујна, можеби нешто охридско специјалитет. Секојдневно подготвувавме некои постари традиционални специјалитети како охридскиот чомлек, турлитавата, селското месо, гравче, тавче, значи со регионални и локални специфики. Несомнено тука беше и охридскиот домат, кој што моментално го има во изобилие. И на добар дел од учесниците, верувајте, само да им дадевте домат и добро сирење, повеќе ништо не им требаше. Сепак овие нови генерации се малце поспецифични, имавме и добар дел кои што беа и вегетаријанци и вегани, па моравме така еден добар асортиман да подготвиме од нашата гастрономска ризница. Добро, имав можност да видам во просторот, во ресторанот практично, дека имавте посебни делови обележани вегански и останатите, што значи дека тоа како предизвик за вас плюс? Не е предизвик, доколку однапред имаме обезбедено информации за тоа кои се преференциите на нашите гости, никогаш нема проблем. Проблем се јавува кога ненадејно ќе дојде некој, има некои специфични побарувања во делот на диета и храна која што може или смее или не смее да ја конзумира. Па во делот на алергии, алергени, избегнување на некои несакани моменти по здравјето, тоа навистина внимаваме и секогаш излегуваме на висина на задачата. Имавте таков случај во овие дена додека се одржуваше летната школа, некој да не јаде нешто што вие сте го подготвиле или сите сакаат да пробаат? Сите сакаат да пробаат. Имавме од се за секого по нешто. Риба, имаше ли тука пастрмка? Тешко? За жал, таа пастрмката веќе станува една редкост и луксус, кој што и се поретко може да се најде и во, можеби во најпрестижните и најдобрите ресторани во нашата држава, особено во Охрид. Тоа е една друга приказна, тоа е еден предизвик со кој што понатака мора и ние самите да се соочиме, бидејќи редно е веќе да се воспостави на практика на заштита на рибниот фонд на Охридското езеро, а како професор на катедрата по гастрономија и раководител, заедно со нашите колеги, исто така тука можем да ги пофалам и нашите колеги од Факултетот за биотехнички науки, со кои што имаме воспоставено заедничка наставна програма на мастер студии гастрономија и прехранбена технологија. Тука работиме макотрпно на промовирање на некои инвазивни риби кои што може да се јавуваат во Охридското езеро и нивна промоција во гастрономскиот сегмент со цел да ги заштитиме веќе загрозениот рибен фонд кој што не би сакале додека сме ние живи и пред нашите очи да исчезне целосно. Професоре, од една тема заминавме во сосема друга, но во секој случај интересна и за која ќе треба многу повеќе да зборуваме. Но еве, ако охридската пастрмка не ја имаше, охридското макало сигурно сте го подготвиле. Охридското макало, ви кажа веќе и охридскиот чомлек, кој што е така еден специфичен специјалитет од овие простори. Понатака салати разноразни со локални намирници, домати, крставици, кромит, макалото беше нешто што навистина секој сакаше се повеќе и повеќе бара, значи секој дневно прашува дали ќе го има денеска на менито. Верувајте, сите беа нескоромно да се изразам, навистина воодушевени од она што го зготвивме заедно со нашиот асистент, односно демонстраторот Христијан. И денеска за неколку часа ќе биде и заклучниот дел од летната школа, па се надевам дека ќе добиеме и добар фидбек, добар повратен одговор,
доколку има некои критики, тука сме секогаш подготвени да ги прифатиме. Сега сосема за крај, затоа што предпоставувам дека веќе ве чека работа, нели? Научени сме постојано од Факултетот за угостителство и туризам од Охрид и од вас да слушаме убави работи кога се работи за надпреварувањата. Ги посетувате практично сите оние поголеми надпревари каде што се бара добро знаење и совладување на сите оние работи мајсторски, да кажеме, од вашите студенти кога се работи за кулинарството, за готвењето. Што планирате до крајот на ова година 2025-та? Ве очекуваат ли надпревари или ќе се префрлат некои за 26? Веќе за 2025-та на почетокот на октомври имаме отворена покана од Варна, од еден навистина престижен гастрономски фестивал, тој е од надпреварувачки карактер во организација на градот Варна и групацијата Грифит хотели. Се очекуваат учесници од целиот свет, голем број од нив ќе бидат и од Франција, Шпанија, Италија, значи навистина конкуренцијата е навистина на високо ниво. Понатака, крајот на ноември веќе имаме покана за учество на престижниот надпревар во Анталија, кој што на овие простори може би е еден од најдобрите во регионот и на Медитеранот. А понатака се уште немаме календарот за наредната година, се уште не е подготвен, но очекуваме да добиеме покани за во соседна Србија. Исто така има некои напревари во Италија, но според можностите ќе решиме на кои напревари би учествувале. Тука сепак треба да има и волја и на страната на студентите. Секогаш постои таа волја, секогаш постои желба, секогаш постои да се прикажат, да се докажат. И како и секоја година, тука и неизоставна е и поддршката на факултетот и универзитетот, кој што навистина несебично излегува во пресред на нашите барања, но нашите барања не секогаш се скромни, бидејќи станува збор за една презентација каде што скромноста не е дел и сепак треба да се набава намирници, треба да се покрие сместување, треба да се покрие патувањето. Тоа се некои суми, но секогаш успеваме задоволството да го искачиме на вистина на пиедестал со тоа што се враќаме со бројни награди, како што беше впрочем и нашето учество на престижниот надпревар на островот Брач во Хрватска, каде што се закитивме со навистина високи признанија. Освоивме 5 златни медали, 9 сребрени и 3 бронзени. За многу малку ни избега Гран Прито, но за тоа зошто тоа се случи во нека наредна прилика. Во секој случај очекуваме повторно да не радувате со убави вести во однос на надпреварите и добивањето на наградите. Во секое време, значи, задоволството да се представува нашиот универзитет е навистина нешто што мене лично ме исполнува и секогаш кога се враќаме со некое признание, тоа го сметам како еден успех кој што е постигнат на ниво на универзитет и на факултетот за туризам и гостителство и Универзитетот Свети Климент Охридски од Битол. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и поздрав до слушателите. Кон крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, уште да кажеме дека учесниците на летната школа за одржлив и културен туризам, што се одржуваше во Охрид, се стекна со сертификати за учество на школата и со 2 ЕКТС кредити, како дополнителни вредности од оваа Colors активност.
Упатувајќи посебна благодарност на доктор Наташа Петрова Поповски, кој раководител на работниот пакет 3 на UCLO Colors за преводот при снимањето на разговорите со учесниците на летната школа, го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UCLO FM Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на UCLO FM Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Те сретнам тебе, мислев дека љубов е што помалку да дадам, на крајот да им земам се. Но мојот свет се пресели во твоите очи бакарни, ко во песок жив потонав во нив, кога рече ти разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Во овој свет на лаги само ти си вистина, среде мрачен океан, единствен остров светлина. Ко боз да газам преку жар, брзам да ти прејдам праг, маска отфрлам и срце отворам, да ми кажеш пак. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. UCLO FM Битола, септември 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8 UCLO FM Битола. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го UCLO. И слушај UCLO FM Битола 90,8 МГц.
Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk